Во рамките на прославата на Универзитетот Гоце Делчев на 27 март беше откриена скулптурата на Аристотел во кампус 2. Скулптурата е дело на професор доктор Никола Смилков. На отварањето на скулптурата говор одржа и проректорот на УГД, доцент доктор Кирил Барбареев, кој го истакна значењето на Аристотел во развојот на светската наука. Еден од најумните и најучени балканци, чиј клучен придонес на античкиот Балкан кон европската и светската наука и цивилизација е толку голем, што повеќе нив ги прави балканско продолжение, отколку што Балканот го остава да биде само еден европски или светски дел, оти тој го промовираше разумот, логосот во централен принцип и најважен критериум на човечкиот живот. Аристотел зад себе оставил обемно пишано дело, поради што и влезе во европската духовна историја и е предводникот на хуманизмот. И не би било претерано да се рече дека Аристотел ги удрил темелите на десетици науки и дека на еден или друг начин сите современи природни науки водат потекло од неговите истражувања. Само во завршниот период од својот живот, во текот на последните 13 години додека ја водел својата школа, напишал над 400 текстови на најразлични теми, за развојот на логиката, научната теорија, филозофијата на природата, биолошката систематика, етиката, космологијата, семантиката, естетиката, динамиката и уште многу повеќе. Покрај откривањето на скулптурата на централната свеченост по повод патрониот празник на УГД се отвори и научно-истражувачки центар за потребите на истражувањето и науката. Ова е на некој начин и микулецот на научно-истражувачкиот центар кој што имаме намера како универзитет да го формираме и тоа да го формираме во рамките на овој кампус. Тоа е нова зграда со некаде околу 4-5 илјади метри квадратни во кој што овој Никулец научно-истражувачки центар кој што е сега на околу 1000 до 1500 квадратни простор, да прерасне во еден современ научно-истражувачки центар во кој што својата научно-истражувачка работа ќе обавуваат повеќе факултети, повеќе научно-истражувачки работници не само од кампус 2, него од целиот универзитет, па можеби и пошироко. Научно-истражувачкиот центар беше свечено отворен од страна на ректорот на УГД професор доктор Саша Митрев и проректорот за наука професор доктор Блажо Боев. Научно-истражувачкиот центар кој се наоѓа на кампус 2 се состои од многу лаборатории и научници кои во иднина ќе работат на значајни научни истражувања. Овде се наоѓаат лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина, лабораторијата за испитување на квалитет на храната, лабораториите за електронска микроанализа за радиоанимација, за животна и работна средина и за подготовка на микроскопски примероци.